Добро вечер, велам во терминот резервиран за уште една успешна приказна во емисијата Успешни. Овој пат ја раскажуваме приказната за 24 годишната девојка од Велес, која со својата убавина ја освои Европа и светот. За што станува збор, предлагам да останете со нас во наредните минути. Приубавото лице, неодоливата насмевка и несекојдневниот шарм на 24 годишната велешанка Билјана Шкортова полеко но сигурно се забележуваат во Европа и светот. За кратко време таа станува едно од нашите најпрепознатливи брендови за убавина и достојно ја представува Македонија каде и да се појави. Скромната и горда велешанка, како што се кажува самата таа, желбата за оваа професија имала уште од мала. Својата кариера таа ја започнува во 2009 година на изборот за нови ТВ и модни лица во Македонија, каде се вбројува меѓу првите три убавици, а веднаш потоа следуваат светски избори за убавина. Во 2010 година својата убавина ја прикажа и на еден од најстарите избори за убавина Мис Интерконтинентал на Карибите, каде замена со убедливо водство од интернет гласањето со околу 6000 гласови пред второпласираната кандидатка. Таму Билјана беше меѓу 5 избрани учеснички за учество на изборот Мис Индијан Принцес во Индија од вкупно 64 кандидатки. Во 2012 година на Мис Модел на светот во Кина, нашата убавица се вбројува меѓу првите 10 најубави девојки. Во Египет го освои четвртото место на топ модел на светот во организација на Светската организација за убавина и триумфираше на изборот топ модел на Балканот во Србија. Следуваат титули на избори за Мис во Грција, Бугарија, Индија и многу други земји. Во Македонија Билјана е дел од речиси секој моден момент, а незиното име го препознаваат и светските модни имиња. Каталози, едиторијали, рекламни видеозаписи, музички спотови и чекорењето на модната писта се модните ангажмани кои Билјана ги работи со уживање. Во ова издание на емисијата Успешни, Билјана гордо и смело зборува за успесите кои во својата кариера ги остави зад себе. На многу луѓе им е доволно да го слушнат само твоето име и презиме и да знаат за кого се работи, но што би одговорила ти на прашањето која е Билјана Шкортова? Така, најпрво ви благодарам што ме угостивте во прекрасниот амбиент на Хотел Романтик и ви благодарам на поканата што се сетивте да ме поканите да бидам гостин во вашата емисија. Би се сложила дека луѓето веќе ме препознаваат како Билјана Шкортова, но не би се сложила и дека ме познаваат доколку немале прилика лично да ме запознаат. Доколку мене би ме анкетирале која е Билјана Шкортова, со сигурност би одговорила тоа е една горда велешанка која што секогаш со гордост ја представува Македонија и својот роден град насекаде во светот. Кога наутро ќе се погледнеш во огледало, што всушност гледаш покрај убавината која е очигледна? Ти благодарам за комплиментот. Се гледам себе си, гледам многу самодоверба и широка насмевка. Значи, денот секогаш го започнувам со насмевка и со позитивна мисла, а подоцна се предавам на обврските кои што ме очекуваат. Кои се твоите професионални интереси со оглед на тоа дека работиш како манекенка, фотомодел и слично? Што е тоа што најчесто го сакаш? Да, како манекенка работам многу ретко. Ревиите ги работам, меѓутоа не е тоа што ме исполнува, колку што ми исполнува фотомоделството и настапите на овие избори за убавина. Кога започна да се занимаваш со оваа професија и зошто? Дали тоа го одбра од занимација, од љубов кон професијата, можеби гламур, пари и слично? Така, јас уште како дете имам учествувано во 2 филмски проекти и снимано неколку реклами за детска гардероба. Меѓутоа, посериозно со оваа професија, можам да кажам дека се занимавам од мојата 17-та година. На мојата 18-та година го учествував на првиот избор за убавина, па се до ден денес. Значи, од 17-та година, желбата што имав на 17 години, што имам до ден денеска е се уште иста за професијата која што ја работам. Кои се поголеми проекти ги имаш одставено зад себе? Зад себе, зад мене, се многубројни едиторијали, многубројни реклами, ревии неколку, избори за убавина и заштитно лице на неколку македонски брендови. Тоа е тоа што имам оставено за себе.
Има ли некој кој ти е посебно драг? Би го издвоила проектот што го работев со еден од најпрестижните и најпознатите индиски модни креатори, тој е Авеш Дадлани. Тоа ми е проект кој што ќе го памтам цел свој живот. Многу успешен креатор кој што креира за боливудски глумци сега во Индија. На своите 24 години, на кои се избори до сега имаш настапувано и кои награди ги имаш освоено? Вака, прв избор ми беше изборот Мис Интерконтинентал во Доминиканска република, кој што, ако не се лажам, имав 18 години. Од таму бев помеѓу 5 девојки што не избраа да учествуваме во Индија, да бидеме специјални гости на изборот кој што се одржа таму. Потоа, следен беше мојот настап во Кина на Мис Модел на светот, каде што од 70 држави се вброи во 10 најдобри. Потоа следуваше Мис Топ Модел на Балканот во Србија, каде што го освоив првото место. Па сите балкански држави ги представува во Египет на Мис Топ Модел на светот. И таму супер настап, значи се издвои исто во 10 најдобри. Потоа следуваше мојот настап во Бугарија, каде го освоив на Мис Самар Интернешнл, каде бев прва придружничка. Потоа ова лето на Миконос, Мис Туризам Планет, каде што освоив титула Мис Бикини. И последниот сега, пред некоја недела, се вратив од Бугарија со титула трета придружничка на Мис Леди Универс. Posted in the back, diamond fangs in my grill. Brooklyn brim with my eyes sitting low. And every boy in here with me got that smoke. And every girl in here gotta look me up and down. All on Instagram, cake by the pound. Circulate the image every time I come around. G's up, tell me how I'm looking, babe. What this all for you? Just walk my way. Just tell me how it's looking, babe. Just tell me how it's looking, babe. Just take aim. Tell me how it's looking, babe. Tell me how it's looking, babe. Looking, babe. Drop the bass, main the bass get lower. Radio say speed it up, I just go slower. Highlight treble, puffin' on the mirrors. The man ain't ever seen the booty like this. And why you think you keep my name rolling off the tongue? Cause when he wanna smash, I just write another one. I sneezed on the beat and the beat got sick up. Young say all. But if I can't have you, I'll walk this life alone. Spare you the rising storms and let the rivers flow. You'll never know the end. Целувка от Биляна за най-големите и фенове. Още веднъж аплодисменти за Македония. One more time for Macedonia. Biljana Škortova, 24 years old. Third runner-up is Lady Macedonia, Biljana Škortova. Make some noise for Biljana again. This is the third runner-up. Како течат подготовките за една фотосесија, како за избор за мис? Многу различно. Значи, една фотосесија трае отприлика еден ден и подготовките траат многу кратко. За разлика кога учествувам на избори,
однапред се знае, секој ден е испланиран. Имаме посета на различни места, имаме проби, кореографии и сето тоа. Значи, подготовките за фотосесија се многу кратки, во споредба со подготовките кога настапуваме на светски избори за убавина. Што повеќе сакаш, фотосесија или избор за мис? Секоја работа си има своја убавина и тоа многу ме привлекува. Не можам да издвојам што повеќе сакам. Во суштина, јас сум авантуристички тип. Би избрала избор за убавина затоа што запознавам нови места, нови култури, остварувам контакти со многу личности, се запознавам со различни девојки од цел свет. Тоа ме исполнува. Што е она што е најинтересно во оваа професија? Па како што веќе спомнав, запознавањето на многу различни држави, различни култури, девојки од целиот свет, остварувањето на контакти и ангажмани кои што следуваат со секој успех на овие избори. А веројатно постојат и негативни страни како и во секоја професија. Кои се негативните страни на оваа професија? Апсолутно, во секоја работа постојат позитивни и негативни страни. Разликата е во тоа што кога работиш работата што ја сакаш, негативните страни не ги забележуваш до толку. Не можам да издвојам некои негативни страни, затоа што на крај, кога ќе видам успехот, сум многу исполнета и дури негативните страни ги занемарувам и... Постои ли нешто што некогаш те разочарало, па си решила да размислиш дали би требало да продолжиш да се занимаваш со оваа работа? Никогаш не сум размислувала да престанам да се занимавам со оваа работа. Мене лично многу ме нервира неорганизираност и непрофесионалност, но луѓето кои што работат со мене знаат дека како треба да се понашаат, така да секогаш наоѓаме заеднички јазик и доаѓам до разбирање од нивна страна. Што според тебе ја прави една девојка со стил? Стилот или начинот на облекување е огледало кон светот и кон околината. Како например некој предмет кога е добро спакуван, веднаш не го привлекува вниманието. Има една филозофска мудрост која вели облеката го прави човекот. Во денешно време по-практично јас би се изразила, облеката не го прави човекот, но кажува многу за нас. Како ти би го опишала твојот стил? Мојот стил елегантно и спортски во исто време. А што модата значи за тебе? Што модата значи за мене? Значи некој кога е со стил или модерен, не значи дека на себе има скапа гардероба. Значи, секој може да се облече со стил, да не носи многу скапи парчиња, да се чувствува пријатно. Значи, најбитно е да се чувствуваме пријатно во тоа што го носиме. А што го разликува еден модел од добар и лош? Дали има тоа никаква врска со стилот, со изгледот или пак може би нешто друго? Не би се сложила дека има добар и лош модел. Има модел кој што одговара на потребите за одредена реклама или рекламирање на одреден производ и модел кој што не одговара. Тоа што не одговара за еден производ не значи дека нема да одговара и за друга реклама. Што е оно што ти се допаѓа во целата модна индустрија или оно што го мразиш? Не би рекла дека мразам. Не дозволувам модната индустрија да ми го диктира стилот и начинот на облекување. Како што веќе напоменав, се облекувам како што се чувствувам, како што најдобро сметам дека ми прилега. Дали твоите професионални ангажмани го променија твојот начин на живот? Апсолутно, значи видиците ми се проширија многу, затоа што прошетав во многу држави, видов како живеат луѓето на страна, споредив. Можам да кажам дека многу ми се промени животот од кога работам оваа професија, на подобро се разбира. На што се должи одржувањето на природната убавина која секако е дар од Бога? На фитнес, на правилна исхрана или можеби нешто друго? Јас имам среќа што имам гениот на моите родители. Во суштина сум многу голем гурман. Сакам да пробувам храна, дури во сите држави каде што одам, сакам да ја пробувам нивната традиционална храна.
Немам некој посебен начин режим на исхрана, нити пак сум некој голем љубител на фитнес центри. Пред да одам на избор имам тим кој што се грижи за мене како треба да изгледам, па тогаш знам да потрошам некој ден во фитнес центар. Што мислиш, дали луѓето треба да бидат слаби за да бидат фотомодели? Не се сложувам дека треба да бидат слаби за да бидат фотомодели. За манекен може би се сложила, но за фотомодели напротив, сметам дека девојките што се со облини многу подобро изгледаат пред објектив и мислам дека многу полесно можат да го продадат производот кој што го рекламираат. Со оглед на твоите професионални ангажмани, треба секогаш да бидеш средена, нашминкана, со добра фризура и добра облека. Меѓутоа, што се случува кога не си професионално ангажирана и знаеш да излезеш од дома на некоја прошетка, во кино и слично? Кој тогаш се грижи за твојот изглед? Сама. Секогаш сама. Дури на моите представување на изборите, оние денови кои што ги имаме, нели, се до финалната вечер, сама се грижам за мојот сталинг. Знам понекогаш и да се искреирам некој фустан што ќе го носам на финалната вечер, па се консултирам со моите работнички од Нана, од модната куќа Нана, така да знам тоа е најверојатно затоа што си знам мојата конструкција, знам што ми прилега, што не. Има ли Македонија простор за луѓето како тебе? Македонија има простор за сите, но сметам дека има многу мал пазар за професијата со која што јас се занимавам. Например, едно лице не може да биде заштитно лице на неколку брендови, да го има во неколку спотови и слично. Затоа многу често знам и да одбијам некој ангажман, особено ако не се пронаоѓам во улогата која што е предвидена во сценариот. Како во светот се гледа на оваа професија, со оглед на тоа дека се посетила многу земји и си остварила контакт со многу луѓе? За разлика од кај нас, многу е поценета оваа професија, многу попрофесионално се гледа на целата оваа приказна. Меѓутоа, во последно време и во Македонија работите одат во нагорна линија, што ми е особено драго. Што би променила доколку би знаела дека сите овие успеси кои што ги постигна последнава година би знаела дека ќе се случат? Што би направила поинаку за претходните 365 дена? Обично не се каам за нешто што сум направила или што не сум направила. Од грешките се учи и сето тоа го сметам за школа за воиднина. Не би ги вратила тие 365 дена, би додала уште 365 дена, за да можам да го работам тоа што ми исполнува и да имам уште поголеми успеси. Што ќе беше Билјана да не беше ова што е сега? Може би моден дизајнер или нешто поврзано со мода, затоа што тоа е тоа што ме привлекува и што ме исполнува. А може би повторно би била тоа што сум. За крај останува само да те прашам, кои се твоите следни планови и ангажмани? Дали веќе има нешто договорено или останува сето тоа да се договори во наредниот период? Така, значи, треба да следува еден видеозапис кој што го имам сработено неодамна. Има многу понуди, особено кога се вратив од Бугарија, нели, со титулата, кои што треба да ги разгледаме јас и мојот тим. Роберт Граматиков ми е поддршка и он ги има лиценците за овие избори на кои што сум учествувала. Ќе ги разгледаме понудите и ќе одговориме во најскоро време, па и така има и причина за да повторно се видиме во некоја наредна емисија. Да, јас ти благодарам за гостувањето. Навистина ми беше задоволство да одвоиме простор и време и да ги раскажеме твоите успеси пред нашите гледачи. Ти благодарам и тебе за поканата. Почитувани гледачи, нова средба закажувам за 7 дена со нова успешна приказна. Гледајте не.